и сега е повторно време за гости во нашето студио. Колешката Слободанка веќе го пречека нашиот гостин, познатиот физиотерапевт, дипломиран физиотерапевт Илија Жежов. Илија, добро утро. Добро утро, Суза. И се радувам што повторно ќе имаме час по физиотерапија и подсетување за сето на колку е важно да не останеме закажлавени, да не останеме со болка и да си ја носиме болката и да мислиме дека со такви болки треба да живееме до крајот на животот, нели? Така е. Убаво кажано, затоа сега сето тоа ќе го објасниме. Сузе, благодарам за најавата. Ајде уште еднаш добро утро и од мене, Иле, и добре ни дојде понеделнички. Некако понеделник ни е така како ден за твое гостување, сум забележала. Добро утро до вас. Но убаво да се започне така. Добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Така е, понеделнички да им ги дадеме советите да ги почнат, нели, да ја стартуваат седмицата со здравје, со спорт, со физикална терапија. Убаво кажа Сузе и многу се согласувам да признам со неа, затоа што со болка кој сака да живее, така ли е? Така е. Меѓутоа затоа постоите вие физиотерапевтите, поготово Илија, како што кажа Сузе, дипломиран наш физиотерапевт, дека е познат, за да ни ја ублажи или пак може кај некој да ја снема болката. Тоа зависно, нели, од сето она што ние носиме во себе и дали на време се јавуваме на за физиотерапија. Сега, денешната сепак понеделнички тема ја одбравме за следно. Еве, колку често се прави физикална терапија и на кои пациенти е таа неопходна? Веднаш ќе ми одговориш на прашањето, односно оваа тема ќе ни биде токму денеска, што не значи дека нема и нешто друго, некое прашање да ни се наметне. Така, физикална терапија вклучува широк спектар на методи од физиотерапијата кои што се имплементираат, односно применуваат кон нашите пациенти во зависност од потребата, нели? Тука се вклучуваат пациенти значи со фрактури, со скршеници, пациенти со мозочни удари, пациенти кои што имаат болки по вратната мускулатура, во кичмата, значи на одредени делови на телото. Ако сите тие болки, физикална терапија е еден клучен сегмент кој што помага, нели, да се третираат, односно да се санираат тие настанати болки по телото. Така, физикалната терапија е многу неопходна во секојдневието од нашиот живот. Кога зборуваме, јас тука би сакала да го наметнам и следното прашање за физиотерапија или за физикална терапија, како и да е. Не мора да значи дека ние сме имале претходно некакви проблеми со скршеници и така натаму, што нормално е после сето тоа да се посети физиотерапевт. Меѓутоа, за оние кои што еве патат, да кажам, со оглед на тоа дека мора тоа да го споменеме, сме го споменувале, но зошто да не го потсетиме? Времето многу е променливо. Сите ние веќе тоа го чувствуваме, најверојатно и со годините си доаѓа, не знам, можеби не е така, можеби е, ќе ми кажеш. Болките, спондилозата, сето она се добива замав, да кажам, и појаките болки се чувствуваат, дали вратни, кажавме, дали кичма, дали колено. Порано кога велеа ме врти колено, ние помладите, токму и затоа е песната, ово ме врти колено кога е времето променливо, но сето тоа сега изгледа дека е навистина така. Ајде малку и за овие, да кажам, луѓе кои што се соочуваат со вакви проблеми. Така, видете, Слободанка, пак ќе кажам тука за сите овие настанати здравствени состојби кај пациентите, пред се е вклучен стресот, работата секојдневни, нели, обврски пред компјутерот, слабото време наоѓање, нели, за физичка активност и наоѓање време, нели, за себе. Сето тоа предонесува да нашето тело почнува да прави едни дегенеративни промени. За жал. За жал. Јас велам, многу е добро да најдете барем, ако не секојдневно, 2 до 3 пати неделно време, чисто за себе да си посветите, ако не повеќе од 1 час, да биде тоа од 30 до 40 минути. Да најдете некои соодветни вежби кои што ќе бидат клучни да помогнат на самата мускулатура. Да пешачите, да одберете некоја физичка активност, друга, пливање, спорт, некој друг, кој што телото тоа ќе го прифати како придонес за здравјето. Абсорбира во себе за здраво тело. А ќе помогне да на некој начин се исфрли стресот од организмот и она би кажал млечна киселина која што се собира по самиот мускулен тонус. Што вие секојдневно со самото работење, со самиот стрес и со самата нервоза вашето тело создава една контракција. Тоа е едно стегање на самиот мускулен тонус и почнува да создава млечни киселини. Тие млечни киселини ги држат мускулите во еден вид на грчеви. Тие грчеви подоцна преминуваат во калцификати и тука веќе настануваат оние, нели, дегенеративни промени од спондилоза, дископатија, дискоскернија и, нели, појави по болки во мускулите. Оттаму причина
чините многу убаво. Апсолутно, од дегенеративен начин нели на создавање на болки на самото тело. Значи заклучок дека сами сме се виновни за сето кога оно што ни се случува им во дајете телото. совет и препорака на луѓето да почнат да вежбаат, да применуваат некоја физичка активност крај себе, они велат да, ќе почнам од понеделник, ќе почнам од утре, ќе почнам од сега. И така Меѓутоа никако да дојде нели тој ден да се почне таа физичка активност, а веќе секојдневниот пак ќе кажам ќе потенцирам стрес и работата, предонесуваат и се собира во само тело си од тоа да еден ден што се вели народски пукне тиквата и се почнат тие нели дегенеративни промени и да се појави спондилоза, дископатија, дискоскерни и после кога ќе дојдат со таа нели диагностика да направиме ни еден преглед, велат како да го средам ова. Да, тоа не се средува туку така, него треба нели да помине после еден период да се лекувате, да се третирате и прашање е дали тоа ќе го санираме соодветно, но секако пак ќе треба да бидеме нели достојни, да бидеме одговорни пред се и пак да го третираме тој проблем што би настанал со физиотерапија. Па тоа ќе кажам кога ќе дојдат пациентите, еве така да се изразам, сите оние кои што се соочуваат со тој проблем, ако ние сме оставиле самите телото да ни апсорбира толку проблеми кои што ги посочивме од млечни киселини, недоволно физичка активност, создавање на калцификати во телото и сега сакаме сето тоа, ние не сме помогнале на самото тело толку долг период тоа да го решиме и сега доаѓаме кај физиотерапевтот и сакаме тоа да го решиме преку ноќе, па тоа не може така. Не може тоа така, тоа е исто да градите куќа. Вие преку куќа да градите, ниту пак физиотерапевтот има или докторот магично стапче вас да ве крени за 24 часа на нозе или да ве врати во една онаква состојба што сте биле претходно. А сме дозволиле претходно времето да не прегази. Затоа морате да го почитувате советот даден од физиотерапевтот и од докторот кога ќе ви се каже една работа, значи да прекинете ако имате проблем со здравје, со пушење да прекинете, со алкохол. Ако ви е дадена препорака да спортувате, да вежбате, направете го тоа 2-3 пати неделно. Верувате слободен, ќе почнат пациентиве кои што претходно биле нели пасивни, а веќе почнуваат да стануваат активни и кога ќе почнат да вежбат и кога ќе дојдат во нашата ординација кога ќе ми кажат докторе јас се чувствувам прекрасно, почнав да вежбам. Па нормално е ќе се чувствуваш прекрасно пред се. Го исчистуваш стресот од своето тело. Значи нервозата ја намалуваш, значи си расположен, значи повеќе имаш енергија. Сите тие работи. Откриваме хормон на среќа. Апсолутно му донесуваат, значи придонес на своето тело, на своето здравје, како на психичката благосостојба, така нели и на физичкото здравје. Серотонин малку повеќе. Многу ни е потребен во животот и во секојдневието во кој што живееме. Еве вие, значи ако сега сте станале утрово и дојдете на работа, веќе обавите емисијата. Значи дека кога ќе одиме дома треба да легнеме и да спиеме. Апсолутно треба да најдете некоја физичка активност која што ќе ви придонесе пак за своето здравје и ќе се чувствувате нели секако одлично. Да. Ги споменавме оние калцификатите. Можам да забележам, еве ако ништо друго и по социјалните мрежи, сите оние кои што си нели сме во некои групи, не е ни важно, многу се жалат токму од тие калцификати што еве споменавме како исто така можат се создаваат во нашето тело. Ајде, што се создале, сме дозволиле такво нешто да ни се случи, меѓутоа има ли начин да се ублажи болката или така наречени шилци, можеме да ги споменеме, народски се кажани шилци, меѓутоа по најсовремената диагностика на магнет, на рентген диагностика. Ги имаме во колено, ги имаме во пета, каде ги имаме во рамо дали? Најчесто се јавуваат во вратната кичма, значи по орбитниот столб, може да се јават во рамениот дел, може да се јават значи во коленото и ако нели пак тие подлежат под една диагностика која што ќе ни даде еден клучен сегмент да почнеме да работиме да ги санираме, секако тоа би можело да биде со физикална терапија. Физикална терапија вклучува, како што кажав, значи индивидуализирани вежби кои што ќе ги применуваме кај пациентите, мануелната масажа, односно медицинската подлабинска масажа, тука е значи дадени се други пак препораки од електротерапија да се работи и така и секако дадени му се нели препораки на пациентот да обавува одредена физичка активност која што ние сметаме дека таа физичка активност ќе придонесе нели за санирање на тој проблем. Но можно и со самата физикална терапија и со физичката активност тие калцификати за жал да останат во нашето тело, да не можат да се отстранат, па понатака тие да го представуваат некој поголем здравствен проблем да подлежат под хируршка интервенција. Дали со хируршката интервенција се решава? Да, со хируршката интервенција може да се санира, така дојде до тоа и зависи каде се, значи каков притисок прават и секако нели што можат да направат дополнително како штета на своето здравје кај пациентите. Ние досега еве споменавме одредени да кажам проблематики со кои што се соочуваме. Сите ние имаме по нешто.
нешто. Тоа мора да признаеме. Дали, еве, следното прашање ми е, секогаш поменуваме и апелираме, даваме совети дека физичката активност е многу потребна во секојдневието од нашиот живот. Ако не секој ден, барем неколку пати во неделата. Дали се забележува, тоа мора, знам дека да, одговорот ќе биде, меѓутоа дали овие луѓе кои што редовно се бават со физичка активност, имаат проблеми некои во своето тело со било какви од овие што ги споменавме? Видите сега, околу претходно не вежбале, веќе почнале да вежбаат, со само од вежбање, нели, веќе тука се активира мускулатурата и настануваат некои воспалителни процеси по самите мускули. Меѓутоа, тоа со една-две масажи, ако дојдат, нели, клиентите да направат, тоа може да се санира. Меѓутоа, ако претходно веќе имале некои здравствени проблеми, а веќе со вежбањето му се активирале поголем дел на болки, секако пак физикална терапија ќе даде еден позитивен ефект во лекувањето, доколку се одреди колку терапија ќе бидат потребни за да тој пациент, нели, добие здравствена помош од нас. Но, пак ќе кажам, кај повозрастната популација ние не бараме тие да одат во теретани да вежбаат, секако не можат, но ете, апсолутно велам кај повозрастната популација да стануваат едноставно, да излегуваат повеќе подолго. Знаете, ќе дојдете се во ординација и кажете, ама јас се движам, во кујна сум цело време. Тоа не се рачуна за движење, значи. За движење се рачуна кога ќе излезете, кога ќе направите километар и пол, 2 километри, тогаш веќе самите мускули си имаат еден вид на активација. Тогаш веќе се почувствува тој, нели, баланс во телото, каде што, нели, имаме активност на самите мускули. И добро би за нашето тело. Еве, ако некој не може во секојдневието, односно секој ден тоа да го практикува, без разлика на возраста, барем колку пати во неделата и колку време е Јас не верувам дека постои зборот не можам. Јас верувам дека постои зборот само можам. Вие денеска може да станете во 12 часот од спиење, а може да станете и во 8 часот од спиење, сабајле. Вие го креирате денот и вие го креирате обврските и вие го креирате времето кое што ви е останато, нели, за вежбање. Вие не можете за све да најдете денеска време, а да не најдете време 30 до 40 минути за себе да си посветите и да си спортувате, да отидете на една масажа, еве. Знаете како во последно време многу луѓе гледам практикуваат да одат за викенд на масажа. Јас сум еден од тие, ако сум физиотерапевт, јас секоја сабота одам, пливам, и секоја сабота правам по 1 час масажа на себе. Вие не знаете како се чувствувам јас после таа масажа и после тоа пливање. Како вид на масажа со оглед на тоа дека постојат повеќе видови? Јас користам медицинска подлабинска масажа. Значи мојот колега физиотерапевт кој што работи со мене, и јас му кажувам да работи подлабинска масажа со цел, нели, да ми ги опушти мускулите, затоа што мојот стрес и мојата работа секојдневно, работата со луѓе, мене ми влијае врз моето здравје, нели, секако јас за да дадам една позитивна енергија кај пациентот и да направам една добра терапија, јас треба денеска да примам 100 енергии од пациентите кај мене. И ако јас не отидам да вежбам денеска... А сите поседуваме онаква или таква енергија? Апсолутно. Ако не отидам да вежбам денеска или ако не отидам, нели, да ја исфрлам таа негативна енергија од себе, ја секако дека така ќе остане во мене. Па тоа значи за секоја професија е важно. Апсолутно. Затоа велам, сите ние што работиме и кои што работиме со луѓе, кои што не работиме со луѓе, мора да најдете 3 пати неделно, ако не секој ден, физичка активност која што ќе ви биде добра, освен за физичкото, така и за менталното здравје. Да направите 2 пати месечно по 1 час масажа. Тоа е благодат. Тоа, еве како кај вас, да кажам, жените. Вие одите на ногти, одите на фризури, одите на шминка. Тоа мора да го практикуваат сите луѓе, а го практикуваат тој 1 до 2 пати месечно да прават масажа. Верувајте, многу дегенеративни проблеми ќе бидат спречени да се појават болести кај луѓето, затоа што физиотерапевтот... Но да одиме на масажа кај стручно лице, затоа што сега или во последно време можеме да забележиме се појавуваат масери многу. Така, затоа што одењето кај физиотерапевтот преку таа масажа може да ви открие дали веќе е почнат и настанат дегенеративен процес. А веќе ога споменавте во однос на тоа дали луѓето треба да одат кај стручни лица, кај физиотерапевти. Јас верувам дека конечно во ова наша држава, ќе се изразам, и еднаш ќе кажам, ќе се донесе еден закон за физиотерапевтска дејност, ќе се направи една комора за физиотерапевти, каде што конечно луѓето ќе сватат дека некој навистина се образувал на медицински факултет и дека конечно тие луѓе треба да ја работат здравствена состојба кај пациентите и да даваат здравствена грижа, односно здравствена услуга. И да се престане веќе еднаш со оние козметички студија, немам ништо против, да не ми замерат, да се престане еднаш веќе во оние козметички студија кои што работат физикална терапија, ставаат
хиалурони во уста, ставаат значи силикони во образи и пеглаат брчки и сите тие ред работи, но за тоа не се криви ниту козметичките студија, ниту луѓето кои што работат. Инспекцијските надзори, еве кои што сега во моментот многу инспектори ме гледаат од гостивар од Скопје од секаде, треба да си работат што треба, да си ги земат возилата и своите колеги и да отидат да видат што работат, што доаѓаат кај нас во нашата ординација, бараат диплома, бараат документи за отварање на фирма, сите тие ред работи. Како кај нас, така и ке сите да отидат да видат дали тоа лице е медицинско лице и дали тоа смее да става во козметичко студио хиалурон, каде што тоа подлежи под сериозна медицинска услуга која што треба да биде во надстандардни услуги. Или дали тоа лице е физиотерапевт, отворил една Facebook страница, напишал јас сум физиотерапевт, лекувам од ова, лекувам од она, или пак со тие чашките вендузи, вадат крв, чекајте полека, тоа треба да биде стерилно, треба пациентот да се чувствува прво пред се удобно, убаво, тоа треба да биде просторијата чиста, дезинфицирана, сите ред работи. Знаете, Слободанка, кога зборувам за физиотерапијата... Па јас го тоа, се извинувам, затоа што јас, еве сега да земеме, да го отвориме Facebook, социјална мрежа, која и да Инстаграм, мене сигурно дека од многуте што можам да забележам, нели, фотографии, слики, така натаму, реклами, секоја четврта или пак, да кажеме, пета е за мастерско студио или доаѓам дома да ве масирам, моите услуги се такви или вакви, меѓутоа ние не знаеме, како што кажавме, дали е тоа стручно лице, Точно на кое така. што може да му дозволиме такво. Точно така, пак ќе кажам, за сето ова не се криви луѓето. Да, дозволени ме во законот да ги отворат тие студии, ги отвараат, работат, прават пари на велико, а на овој народ тоа и му треба, да ви кажам искрено, така да се изразам да кажам, затоа што се што ќе видат на непроверено ќе отидат ќе направат, значи ќе се измасираат, па после ќе критикуваат, ми скршиле прштен, ми скршиле ова, ми скршиле она. Ти што бараш таму да одиш, ако знаеш дека не ти е испитано? Прво ја за да отидам на физиотерапевт, треба да се распрашам кој е тој. Дали е тој добар, дали тој има постигнато резултати кај некој пациент, па да ја правам таа физиотерапија. Така да тоа ми беше треба да се воведе ред. Апсолутно да го кажам дека не се криви луѓето што отвараат такви студии, што работат, тие се работат и заработуваат пари, но инспекцијските служби се тие кои што треба тоа да го контролираат и да го затворат доколку не е соодветно ли да се работи. Не можете вие во студио за масажа да давате физиотерапија. Не можете вие во Алфа телевизија да ставате хиалурон. Логички кажано. Да, логички кажано. Па да, јас искрено да видам, се согласувам со ова, со оглед на тоа дека имаме сите ние од кругот на пријатели лоши искуства кои што посетувале, дали е козметички салон и слично, дали со лице, дали со масажа и така натаму. Пореметување во самото тело за било што и да, и за изглед имаме и за тоа, нели, поплати. Знаете како, Слободанка, и законот за образование, еве ќе кажам, ќе се надоврзам пред да завршите, нели, со емисијата. Законот за образование тоа го дозволува. Знаете како доаѓаат, завршуваат сестри за година дена, го земаат целосно образованието 4 години или физиотерапевти и ајде во Германија идат работат или пак например да речеме отвараат студиите за масажи и они се сега физиотерапевти. Јас ќе ви кажам еве еден пример, немам ништо против мојата колешка која што беше хигиеничарка, ме срекева пред едно известно време и ми вели колега, јас завршив медицински факултет во Тетово. Викам, молам. Јас завршив медицински факултет и сега сум ти колешка. Извини, викам, никогаш не можеш да ми бидеш мене колешка, што ти си завршила вонредна школа за една година, како си завршила тамо, не знам. А јас сум се трудел 4 години деноноќно да учам за да достигнам ова што сум денеска. Така да со среќа нека тие. И замислете, утре таа ќе работи, ќе манипулира со пациенти, ќе прави пари, а некој кој што завршил со 10.00 на медицински факултет, ќе тапка уместо. Дали ова тема ни беше исто така во низ утринските часови со нашите гледачи често пати околу дипломите и како тие се добиваат. И добро е ова што го споменуваме понеделнички и за оваа професија, затоа што некој ти работи на твоето тело, така? Која мајка дете изгубила, ќе го најде во бел мантел на Тетовски универзитет. Се извинувам пред цела македонска јавност. Но виде, она што ние го имаме и како факти и како и нашата информативна редакција го работи тоа. Треба и ова некој да го каже, и да го нели? каже, Затоа што многу колеги се плашат да го кажат, се со цел затоа што утре ќе им одидат инспекцијските служби и ќе им ја затворат ординацијата. Јас не се плашам и имам храброст да го кажам, затоа што мојата ординација работи по сите прописи, по сите стандарди, по сите чисти патокази на работа, доколку има нешто слободно нека дојдат и нека исконтролираат. А тоа верувам и сите пациенти кои што биле дел од и кои поминали и ќе поминуваат, да кажам, во твоите раце знаат многу добро за што зборуваш и каква е твојата ординација и кои се услугите како физиотерапевт и како
сите излегуваат со насмејани лица и задоволни од тебе. 17 години од сепак не е, нели, работа да се запостави. Ти велиш дека не може да се ублажат болките преку ноќ, но со мене се има тоа случајно, но добро, сега зависно тоа од самиот, нели, пациент, односно човек што се и со какви проблематики се носи, но ајде, нека е по твое. Оно што сакам некаде кон крајот на самата емисија сме, јас верував дека некако времето брзо ни лета. Да, ни лета. Меѓутоа ќе ги искористиме, уште 5 минути имаме, забележав кон часовникот, ќе ги искористиме, сакам за дечињата Иле. Затоа што еве започна со училиштето, имаше некоја тема и по другите медиуми, меѓутоа сакаме кај нас да се спомене, кога веќе се тука, со кои проблематики најмногу се соочуваат дечињата и што е она на што ние треба да внимаваме на нив најмногу? Така, тоа што го зборувам и стално и по социјалните мрежи што ги давам советите, преоптерворени се децата со ранците, со премногу книги. И јас сметам од мој стручен аспект дека децата треба книги да ги чуваат во школа. Значи во посебно шкафче и да се носат, нели, само тие учебници кои што ќе бидат дадени за задачи, да ги решаваат, нели, домашната задача дома. А не верувам дека веќе има деца кои што работат домашни задачи веќе дома, така да преоптерворените ранци прават сколиоза, кифоза, лордоза и најчесто тие диагностики кај децата апсолутно држењето, неправилната положба, значи во клупите, држењето на ранцот на една страна само, значи оптеретувањето со, нели, поголем дел на учебници прават дегенеративни проблеми, пак ќе кажам, на рветниот столб. Тоа не може да се случи преку ноќ, ако нели, меѓутоа ете да кажеме, нели, од рана возраст во школа па до средно школа, таму ќе се појават сколиози, нели, кај децата. Да се внимава, сепак родители да внимаваат наставниците, еве напол до наставниците, да внимаваат колку книги им дават на учениците да носат, зашто сепак тоа прави проблем кај децата. Така. И уште еднаш, колку често да правиме физикална терапија и кога најмногу не е неопходна. Така, во зависност вака темата. Во зависност од тоа од проблемите на пациентите, физикална терапија треба да посетуваат повозрастните пациенти 2 до 3 пати годишно, 10 до 15 или 21 ден физикална терапија, зборувам за Бајнско рекреативен центар, но по приватните физикални добро е повозрастната генерација да прави 3 пати годишно физикална терапија, а ние ако помладите, нели, 2 пати месечно обавезно да правиме масажи или ако имаме некој здравствен проблем да се јавуваме често на лекар, на физиотерапевт, секако од клучен аспект, ако сме тука секогаш да помогнеме. А може ли физиотерапевтот да ни помогне и со антистрес терапија, секако сум со оглед на тоа дека споменавме, живееме се под стресно време сме, да сакаме да се дојдеме, да се релаксираме кај вас. По широкиот спектар. Само таа причина, дали е можно? По широкиот спектар на масажи, имаме повеќе видови на масажи. Една од таа која што спомнавте е масажата антистрес масажа, која што се работи со 4 вида на етерични топли масла и е одлична за овој период, нели, од годината да се примени на нашето тело, каде што се офеќа целото тело и лицето. Иле, многу благодарам што понеделнички убаво вака си разговаравме, опативме повеќе теми, па и добро беше и тоа да го споменеме. Се гледаме повторно на некоја следна тема, така да, Сузе, тука ние завршуваме, доколку сакаш нешто да надополниш, да прашаш, да кажеш повеќе. Јас веќе се измасирав во мислите, кој уме да си фантазира, ќе ги почувствува и мирисите на тие етерични масла. Благодарам до вас, благодарам до целата редакција на Алфа телевизија, ви посакувам убав ден. Благодарам, Сузе, повеќе.